овие што ќе ги вработиме нема да бидат чистачи, метлачи, него ќе бидат во институциите на системот, во органите на државната управа, значи и во министерствата. Очекуваме и имаме договорени 4 големи директорски места на нашата партија. И таму да вработиме луѓе. Значи, имам силна, сигурна поддршка од премиерот Христијан Мицковски, од оваа влада и секако и од коалицијата. И јас очекувам може би голем процент на вработување на ромите во државата, не само тоа, решавање на овие субстандарни живеалишта, како што кажав, да направиме еден фонд каде ќе направиме санација не само во инфраструктурата и на одредени сиромашни роми. Очекувам да има социјални станови кои ќе се делат. Нека од досега, кого имаше пријател и кога се делеа станови, и ромите испаднаа најбогати во тој случај. Еден ако случајно ќе добиеше во 500 стана. Се знае дека ромите во државата са најсиромашни од сиромашните. И не треба некој да ни дава подароци. Она за балансерот што е поставено, соодветната правична процентуална застапеност, апсолутно ја прифаќам и се согласувам. И тогаш не е потребно и да се спроведува врз ромската заедница оној институт за позитивна дискриминација. Ние сме поштени луѓе во државата, ние сме лојални луѓе во државата и уставот и законските акти ни ја даваат таа можност. Напротив, до скоро сме најдискриминираните луѓе во државата. Значи, во секој поглед, на сите нивоа и во сите сфери на живење во државата.